на сите и голема благодарност за вашето присуство и времето што го издвоивте за да присуствувате на овој настан што го организира Општина Кичево. Темата на денешниот настан е доста актуелна во светски рамки, а Општина Кичево со своите иницијативи се обидува да даде свој скромен придонес и да го насочи вниманието кон енергетската ефикасност како значајна област од која во голема мера зависи квалитетот на животната средина и нашата иднина. Пред да му дадам збор на градоначалникот, јас ќе дадам само кратка информација за проектот кој изминатите месеци се реализираше во општините Кичево и Осломи, а со поддршка на програмата на UNDP. Имено проектот Заштеда на енергија наша цел опфаќа повеќе компоненти со крајна цел да се придонесе кон подобрување и зацврстување на меѓуетничките односи преку позитивно действување во правец на заштита и унапредување на животната средина, воведување на енергетска ефикасност во објектите и подигнување на свеста за можностите за искористување на алтернативните извори на енергија. Во рамките на проектот беа спроведени неколку активности кои вклучуваат собирање и анализа на податоци и обуки за општинската администрација, што доведе до изработка на квалитетни стратешки документи во општините Кичево и Осломи, односно програми за енергетска ефикасност, кои даваат насоки за примена на енергетски ефикасни мерки во објектите во општините. Со проектот се имплементираше една од мерките опфатени со програмата, односно поставување на сончеви колектори во детската градинка Олга Мицевска, каде што сме присутни во моментов, што представува воведување на енергетска ефикасност и заштеда на енергија во јавните објекти на општината. Јас сум сигурна дека на градоначалникот му е многу поблиска оваа тема и затоа ќе му дадам збор да ни каже нешто повеќе за тоа. Почитувани присутни, дами и господа, почитувани представници на медиумите, јас на почеток сакам само неколку работи да ви кажам до кои податоци дојдовме анализирајќи колку енергија трошиме, тоест колку електрична енергија трошиме и колку нафта трошиме за грејење на нашите школи, градинки, јавни установи и така натаму, училишта и други установи што ги имаме. Значи, дојдовме до едни фрапантни податоци во кои видовме дека најголемиот трошок што го правиме ние за енергија. Затоа со нашите пријатели од UNDP го направивме овој проект како пилот проект за да видиме колку само со мала инвестиција може да се заштеди во електрична енергија и во нафта за грејење на градинката ако поставиме соларни панели на кровот на градинката. Значи, само со 2 соларни панели ќе видиме дека ќе заштедиме над 50% од електричната енергија што трошиме и некаде над 20% од нафтата што трошиме за оваа градинка. Но ние уште ланската година изградивме мала хидроцентрала со јавно-приватно партнерство со фирмата студенчица Мали Хидро, која мала хидроцентрала можеби е мала за македонски размери, но е голема за нас и за јавното предпријатие Комуналец, затоа што има инсталирана моќност од над 600 киловати и во моментов која ќе посетиме, ќе видите дека произведува сигурно во тие рамки електрична енергија, што за јавното предпријатие Комуналец и за нас како општина значи добивка, значи прилив на пари во буџетот на јавното предпријатие, но исто така значи и заштеда на преливот на вода на доводниот резервоар во Кичево, со која заштеда јавното предпријатие Комуналец ќе плаќа помалку за вода на јавното предпријатие Студенчица, но таа вода што ја заштедуваме со хидроцентралата ќе може да се насочи кон другите градови кои се снабдуваат од Студенчица, тоа се Прилеп, Крушево, Осломе, Зајас и другите попатни општини, помали општини кон Прилеп. Значи,
Добивме многу со изградба на мала хидроцентрала, што сигурно можела да биде изградена уште пред 30 на години и ќе добивме многу повеќе. Исто така, во рамките на овој проект со UNDP, нашата стручна екипа, заедно со стручни екипи од Машинскиот факултет од Скопје, изработи и програма за енергетска ефикасност во сите објекти на општина Кичево, што ќе ни биде база за понатамошно делување во оваа област и патоказ по кој пат треба се движиме во наредниот период за да заштедиме доста пари од буџетот на општината и од буџетите на нашите јавни установи. Ние сметаме дека мора да продолжиме во оваа насока и затоа денес ќе подпишеме договор со германската фирма Герма Солар, која ќе инвестира во производство на електрична енергија од фотоволтаични централи на кровот на гимназијата Мирко Милевски и Дрита, со што ќе произведуваме електрична енергија од соларна, од сонцето, што ќе биде и еден пример за нашите ученици од средните технички училишта како може да се произведува струја од електрична енергија и таа наука да ја шириме во останатиот дел од градот, за да сите сватат колку е важно да ги искористиме сите природни ресурси. Овој проект е поддржан од германската агенција ДЕНА и од германската амбасада и сметам дека како пилот проект ќе значи многу за овој град, затоа што ние во Кичево имаме доста места каде што може да се постават фотоволтаични централи и производството на електрична енергија од фотоволтаични централи може да достигне неколку мегавати, доколку само на Илиница поставиме, на дел од Илиница поставиме вакви фотоволтаични централи. Најважното од сето ова е што ги следиме светските трендови, што следиме што работат нашите пријатели од Германија и Шведска во оваа област, каде што општините веќе се толку енергетски ефикасни што и продаваат електрична енергија и произведуваат своја електрична енергија и се најголеми работодавци во оваа енергија, да се произведуваат и топлинска енергија и се најголеми работодавци во своите општини. Значи, ние може би сметаме дека 60 вработени во општина Кичево се многу, но ако ви кажам еден фрапантен податок, дека во општина Личепинг во Шведска работат над 3000 вработени, значи во јавни установи што се бават со областа на енергетска ефикасност, производство на топлина и други услуги за граѓаните, тогаш ќе видиме колку е широк диапазонот во овој дел. Најважното што ќе ни остане на крајот после сите овие настани е подпишувањето на договорот со фирмата Илинден од Струга за реконструкција на главната улица во Кичево, Александар Македонски, инвестиција вредна над 500.000 евра, што е изградена пред 60 години, не е воопшто реновирана, нема фекална канализација. Имаме еден податок дека водоводот што поминува под улицата Александар Македонски е од 1929 година и со железни цевки. Значи, не само што ќе заштедиме вода, не само што ќе го заштедиме здравието на нашите граѓани, него ќе го разубавиме центарот на градот со оваа главна улица. И на крај да го најавам и тоа дека заедно со помош на армијата на Република Македонија, со помош на Турската агенција за развој ТИКА и секако најмногу средства од општина Кичево, ќе почнеме со реконструкција на улицата Душан Јовески, што е една од најголемите улици и досега не беше ни тампонирана, ни асфалтирана. Значи, би завршил со тоа дека енергетската ефикасност сега во Македонија за сите нас, за сите градоначалници, за сите директори, за сите
раководители на институции ќе биде голем предизвик, затоа што гледате во време на економска криза цените на енергетиците секој ден се зголемуваат и ние не можеме да си дозволиме да трошиме толку струја, да трошиме толку нафта за загревање, за сијалици и така натаму. Значи, ние доволно е само светилките во училиштето Кузман Јосифовски Питу што ќе ги смениме, па да платиме некаде 30% помалку за електрична енергија. Од овој момент ви најавуваме дека после овој проект ќе продолжиме со оведување на енергетската ефикасност во сите установи во општина Кичево. Исто така, на сите присутни ви препорачувам да размислите за оваа област и доколку можете нешто да сторите за вас, за вашата установа, направете го тоа што е можно побрзо, затоа што цената на енергетиците нон-стоп ќе расте. Ви благодарам.
на започнувањето на овој отворен ден за енергетска ефикасност на општина Кичево. Значи, се работи за тоа дека општина Кичево спроведува мерки во насока на зголемување на свеста за предностите од енергетски ефикасните решенија и поголемо искористување на обновливите извори на енергија, што представува и поголема примена на концептот на енергетска ефикасност. За таа цел општина Кичево со задоволство информира за започнувањето на соработката со приватната компанија Герма Солар, која ќе започне со поставување на фотоволтажна електроцентрала во Кичево, односно производство на електрична енергија со искористување на сонцевата енергија. Со подпишувањето на договорот со оваа странска компанија, општината оди чекор напред кон примената на концептот на енергетска ефикасност, така што денеска ќе присуствуваме на свеченото подпишување на договорот за странска инвестиција.